Добродојдовте во уште едно издание на емисијата за нашите најдобри пријатели. Преку оваа емисија ќе ви помогнеме околу одгледувањето, социјализирањето и дресирањето на нашите сегашни или идни миленици. Доколку имате милениче, земете го во вашите раце и гледајте не заедно. Во веруваме дека нема да се покаете. Во Битолскиот и Прилепскиот регион најодгледувани се гулабите. Сега ќе одиме на Битолскиот бајер и ќе видиме како ги одгледуваат таму. Денес со нас е Јоше Чавето. Јоше одгледува повеќе врсти на гулаби. Зашто станува збор ќе ни каже токму тој. Здраво, Јоше. Здраво. Кои врсти на гулаби ги имате овде? Имаме две врсти моментално во нашите гулабарници. И се масарки и донеци. Се подразбира, донеците се високолетачи, кои одат многу високо. За да ги слезиме тие, треба да му пуштиме масарките под нив и еден по еден така си слегваат донеците. Таа е стара сорта, да речеме, битолски гулаби. Колку години живеат гулабите? Од 5 до 20 години, зависи како ги храни гулабар. Така. Со што се хранат гулабите? Обично со пченица, иначе во зимскиот период му даваме пченка. Витамински храни му земваме. Кој е прав гулабар? Од каде љубовта кон гулабите? Од детството, уште. Уште од мал. Колку време одзема нивното чување? Па треба повеќе да се грижиш за негата како гулабар. Сака денес пуштање 3 пати најмалце да ги пушиш од гулабарникот. Да прошетат, не мора да се летат, нели? Летањето му е малтретирање, тормозење. Так. Од кои болести можат да заболат и на кој начин треба да се заштитат од нив? Заштита од болестите и ние самите се прашуваме. Вртоглавица е најопасна болест кај гулабите. Не штети кон луѓето. Нема врска со пренесвање на некоја болест кон луѓето. Иначе има сушица и таа е. Ама сега има некои лекарства, земваме, некои ќе ги спасиме, некои ќе умрат и така. Како треба да биде изграден еден гулабарник? Си има правило. Натре јуви се викаат тие кај што живеат гулабите, кај што лежат конкретно ноа вечер. Треба да имат 40 на 40 ширина, висина. Влезом на вратата треба да го бери човекот, барем тој што ги одгледа. Так. Од каде идејата овде на бајрот, баш кај браната, да биде изграден еден гулабарник? Тоа е друго прашање. Тука беше еден ѓубрелник за да го исчистиме местото. Ние се нарекувме спортисти на гулаби и го расчистиме местото и се чуваме. На кој начин се размножуваат гулабите? Па гулабите почнуваат од пролет, фактички од март месец. Несат по 2 јајца, прво нели серелка прават таму. Несат по 2 јајца, ги лежат по 17 дена, 18, издегват малечки, ги ранат. Така, дури да пораснат големи, да разлетаат гулабите. Пред да започнеме со снимање, ни кажавте многу интересен начин за разпознавање на гулабите. Дали може да ни објасните нешто повеќе за тоа? Гулабите се разпознават значајно по својот пердув, да речеме. Името му го клаваме по бојата. Секој гулаб нели има различна боја. Зависи која боја, такво име му ставаме ние. И тој гулаб, да речеме, ѓоканатлија се става со ѓоканатлија. Не можеме да го спариме со друга боја, да речеме. Или беазите, си, шешки, каролишешки, како кајна се овде имаме алој. Сите врсти тие гулаби си имат свое име, не можеме да ги викаме поинаку. Сем така, како што има бојата своја шеја. Една од постарите сорти на овие гулаби, еве како е главата, има бадем, од страната има сурмиња. Целосно име се вика Ѓоканатлија карабаш.
машки гулаб е овој. Се препознава од женката е по-бела во капаците. За да биде најуба, еве главчето му е мало, клюнчето уште помало, по тоа ги ценат гулабите. Има и по наше гравата. Ова се вика ал. Еден од постарите сорти и тој. Многу врти, кога ќе слегба за да си дојде во домо, но кога ќе го крениме да лета и да слези, многу врти. Е подолг во клюно и две бои треба да има, црвена и на опашката бела. Тоа е машки, нели машките се поголеми во главата, вака се поголеми машките гулаби. А женските се посплескани. Ова е акурук. Треба да е многу црн, дури зелена боја да се прелива. Како што гледате, исто и тој како ало, е од старата сорта, високо летач. Не се вика високо летач, него многу високо лета, а е донек. Исто така опашката му е бела, не сме да има црни на опашката, нели? Веќе не е мелезен, ако е мелезен, ќе има и црни на опашката. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Еве уште еден доказ дека кучето е најдобриот пријател на човекот. Вие ќе му дадете вашата љубов, но тоа ќе ви ја врати неколку пати повеќе. Погледнете ги овие кучиња, како со нетрпение си ги дочекуваат своите сопственици. Puppy right here. You go. Look at her.
We don't know exactly what she is. Peeps thinks she's what is it? Jack Russell? That's what she thinks, or he thinks she is. I don't know. But she's a cool ass pup. And she's learning a few things. She loves being in a Humvee, that's for sure. And good little dog. Get that right. Come here. Sit. Shake. Sit. Good girl. Down. Down. Сега ќе разговараме за папагали кои се со мал раст. Тие се едни од најраспространетите во нашите домови. Зашто станува збор ќе погледнете во наредниот прилог. Денешен наш гостин е долгогодишен ледувач на тигрици. Повеќето папагали во Петшопот пријатели се токму од оваа ледувачница. Па еве да видиме како се одгледувани. Исто така, Игор, тука да напоменам дека не сакаше да излегува пред камери, па по моје долго убедување го убеди. Здраво, Игор. Здраво, Илче, добродоште во мојот дом и во мојата одгледувачница. Тигриците се најраспространети по домовите. Зошто е тоа така според тебе? Дали заради пристапната цена? Па пред се за пристапни цени, затоа што се многу мирни и едноставни за чување спрема другите папагали, спрема другите птици. Прилагодливи, се учат брзо, лесно тие работи. Во кои бои може да се сретне ова папагалче? Јас имам видено бели, жолти и зелени. Во кои останати бои може да се најде? Природна боја му е зелената основно, а после генетски се направени и бела албино и жолта лутино, и има во сите нијанси, во сите шари, од бела, зелена, во сплава, сите шари и во сите нијанси, од сите бои. Папагалите се хранат со просо, но дали освен просото му даваш и нешто друго? Основна храна му е ситно зрнеста храна, значи просо, светло семе, канаринско семе и ленено семе. Сега за надвор, за одгледувачница, кои имат мали јаври, се додават сите зеленчуци и овошје. Некои работи ги јадат поќе, некои помалце, например морков, цвекло, спанак, јадат многу. Јајце му се дава, исто му се смеса. За дома, за едно, за домашно милениче, послабо такви работи, пример не можеш ни да заприметиш дека ќе касни нешто од спанак или од морков. А за вака кои имат јаври, јадат многу такви работи. А од каде потекнуваат тигриците? Тигриците потекло се од Централна Австралија, значи живеат на средината во континентот, освен во најсушните периоди кога се пренесват во покрајбрежните области ради волата. После во Европа се дојсен 1830 година, првен во Англија и потоа се прошириле многу во Европа. Моментално има најпоќе домашни миленици тигрици во светот. Најчести прашања кога доаѓаат кај мене во Петшопот се колку живеат папагалите и како треба се заштитат. Кажи ни како треба да ги заштитиме папагалите? Живеат 10 до 12 години во просек. Да се заштитат, значи како домашен миленик, најголем непријател му е промајата, без разлика дали топла, ладна, значи од промајата одма загинуват, да се заштитат. Не може да му се дава многу голема количина овошје зеленчук, фаќаат пролив и тоа е штетно за нив. Друго, витамини и минерали мора да има во храната, ради здравието на птиците, редовно храна, редовно вода секој ден. Пример, најпоќе гледувачите на домашни миленици ќе зирнат во хранилката, има љушпи, тоа што остануваат од просото, остават, има храна, фактички се ето љушпи ги остават без храна или вода, да не му смени секој ден. Не може да функционира, не може да живее како што треба. Дали мора да се направи летална за да се спарат или може и во обичен кафес? Во обичен кафес многу тешко, пример, 2 да имаш пар дома. Па речи си неможно, значи мора да имаш повеќе парови, 4-5 за да почне да се парат. Леталната е друштвени птици се живеат во јато. Значи леталната му е како во природа, јато. И за парење најбитно е да се во јато и летална да има. Како треба се изработени седалките и што треба да има во нив? Седалките се димензија 25 на 15 должина, треба да има дупка од 6 см диаметар и внатре се клава обично крупен талаш, од ситниот се прави прашина и му влегува во носните отвори. Значи и се прави дупка 6 см за јајцата да изнеси женката, за да ги лежи да не му се тркалат низ дупката. А дали може и конот? Може. Да не е ситно, да не се прави прашина, иначе може и коноп, може врба, такви работи му се клават. Дали кога ќе имаат мали им треба појака исхрана? Нормално, како што кажав на почетокот, кои ќе имат мали, јадат многу поќе, му даваме многу позасилена храна, дури
коноп и мешаме јајца, правиме тесто со презла, со моркови, со цвекло. Тие дома миленичиња што не конзумираат таква храна. Колку време ги лежат јајцата и откако ќе излезат малите, колку време треба да се со нивната мајка пред да се одделат од неа? Значи, после парењето, после 5-6 дена почнува женката да ги неси јајцата. На секој 2 дена неси по едно јајце. Од прилика 5 до 7 јајца неси. Инкубацијата трае од 19 до 23 дена. На 23 дена, значи 19-20, почнува да излегват малите. Се многу ситни, многу малечки, голи. По 5 дена веќе брзо растат, по 5 дена почнуваат првите пердувчина му излегват, на 8 дена ги отварат очите. После 20 на дена веќе се целосно покриени со пердуви, ама не се спремни да излегват надвор да летат. На 30 дена излегват надвор од дупката. Наредните 10 дена, значи, се прилагодваат сами да се хранат, да летат. Тогаш се грижи најпоќе машкото, таткото, да речем, за нив, ги храни. Значи, после 40 дена се спремни да усреќат некој дете и некој дом. Друго, се препознаваат поло по бојата на носо, на кожата, значи, ама то после 5-6 месеци старост. Машкото е плаво, женското е кафеаво. Освен кај лутино и албино поединките, кај што нема такво правило, кај нив нема. Сите се кафеави во бојата на кожата на носот и многу тешко се распознаваат тие. Иначе полово зрели стануваат на 12 месеци. Како што гледам, имаш големо познавање околу папагалите. Колку време ги одгледуваш и од каде твојата голема љубов према нив? Ги чувам папагалите од 95-та наваму, значи 17 години, а иначе птици чувале дедо ми, татко ми, па јас. Значи трето колено сме се чуваме птици, како што знаеш, гулаби и други работи, него некоја друга прилика ќе кажем нешто поиќе за нив. Љубовта, дедам љубов према птиците, сега посебно поиќе папагалите. Игор, ти благодарам за гостувањето и се надевам ти има и нареден пат. Сега мислам дека се престранишме, така? Благодарам и тебе, Велче. Се надевам ке снимам и за гулабите прилог, понатаму. Здравје. Се наоѓаме во петшопот пријатели. Поради големиот интерес во овој временски период за хрчакот, решивме да ви го представиме хрчакот како домашно милениче. Како што можете да забележите, хрчакот е мало животно, за кое што не треба многу време и многу да одвојувате финансиски средства за одржување. Единствено што ви треба е кафес или ваков стаклен сад кој што личи на аквариум, но не аквариум бидејќи има послабо стакло и не се полни со вода. Потоа треба да имате пилевина, која што мора да има на дното на вашиот терариум. Таа е со мирис на лимон и јаболко. Тоа значи дека кога физиолошките потреби ќе ги извршуваат на самата пилевина, таа ќе мириса на лимон или јаболко. Потоа, ја препорачуваме оваа храна, која што е со витамини и минерали, можете да најдете кај нас, во нашиот петшоп. Исто така, овој минерален блок, на овој минерален блок тие ги острат нивните заби затоа што му растат. Исто тоа вие како сипина коска за папагале. Потоа ова е бисквитче, тоа му се дава како додаток во нивната исхрана. Имате витамини кои што ги препорачуваме, вака изгледаат. Тие ги препорачуваме за овој период, баш за зимскиот период, сега му се најпотребни. Исто така колач има за глодари и стик. Во стикот исто имате и минерални материи. Потоа, ова е тркало. Тоа е за нивна забава. Влегуваат натре и се вртат. Тоа претежно да напоменам дека го прават во вечерните часови затоа што денски спијат. Исто така да напоменам дека има и топка. Таа се отвора од горниот дел, се става самиот хрчак натре и потоа се затвора. Со самото одење, како што оди хрчакот, таа се врти и хрчакот се удира дали во креветот, тоа е топката се удира дали во креветот или во зидот во вашиот дом. Исто така мора да има поилка. Во самата поилка има лагерче внатре, која при самото притискање ќе истекува вода. Моментално поилката е празна. Значи единствено треба да го притисне со јазичето за да истече вода. И за крај би сакал да напоменам дека хрчак манијата продолжува. Тоа значи дека со секој купен кафес, од ова или од помалите, вие добивате поилка, добивате хранилка, тркало за трчање, пилевина и хрчак гратис. Погледнете неколку видеа од ова убаво милениче, наречено Slow Loris, кое го има разубавено домот на многу семејства.
And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should, 'cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Musiden, zum steht in Haus, steht in Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Musiden, zum steht in Haus, steht in Haus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a wooden heart. Тања си огледуваше куче од расата сибирски самоед, кој се викаше Маја. Покажувањата на Тања тие беа неразделни другарки, но очигледно на некои луѓе им сметала нивната среќа, па и фрлија отров на кучето Маја за да ја затрујат неа и нејзините штотоку родени кученца. Маја се затру, но за среќа малечките останаа живи. Па Тања реши да се зачува уште едно кученце кое ќе окрсти со истото име. Но наместо да ја среќне со новото кученце, проблемите продолжија. И ја украдоа и малата Маја и ја пуштија на улица. По долгото барање ја најде, но не помина ни еден месец и повторно ја украдоа. Но сега никако не може да ја пронајде. И ве замалува токму вам за помош, доколку ја најдете или видите во нечиј двор. Веднаш да и се јавите и да ја помогнете да бидат повторно среќни со нејзиното куче. И ова е крај на уште едно издание од емисијата Пријатели. Гледајте ни наредниот пат во исто време и на исто место. И не заборавајте дека животните се нашите најверни пријатели.